На 20 години ја се мажив овде. Кога го барав овде во водата. На жените од минатото често се гледа како на понизни и пасивни жртви на едно време и на неговите обичаи. Денешната приказна е малку поинаква. Таа е за една жена која соочена со тешка животна ситуација ги зела работите во своји раце и пред повеќе од 70 години почнала да вади леб за семејството од една типично машка професија. Јас сум Илина Јакимовска. Ова епизода од подкастот Обични луѓе ја посветуваме на Нада Мешурева Каневчева, првата жена рибар од Охрид. Со неа во 2004 разговараше Ана Шталковска-Гајтановска. Нада Мешурева родена сум во Ресен. Така. 1922 година. Во земјоделска фамилија. Имавме имот, башчи, невија со жито. Шо немавме? Имот имавме многу. Работав многу, како момиче. Да ти кажам, прасина, волој, крави, кокошки. Од работа бегав, да се мажам негде за полесно. Имав и момчина што ме бараја тука, не сакав Ресен да се мажам, сакав некаде подалеку да не работам. Се омажив во Охрид. Овде фамилија беше рибарска фамилија. Ко се мажив ми беше многу убаво овдека. Најдов свекарва, девер, нежена. 2 золби немажени, 2 мажени, мажот ми и јас. Многу бевме радосни и весели овде во куќава. Со гости секој ден имавме. Риби, фашташе, мажот ми си беше газда. Имаше свој вакој, чуној, со аргати работаше, аргати идаја. По банка на ден аргатите му даваше, си идаше и идаја аргатите. И тие ловеа? Како беше тоа со аргатите? Со вакот, со чунот, ќе дојде аргатите, ќе одеја, ќе ловеја, ако ќе се одеја аргатите, по една банка му даваше. Секој ден по една банка. Ако ќе фатеше риби, појќе по 3 риби на прстите ќе му закачеше. Чорбал. Чорбалук? Чорбал му даваше. Тоа се вика чорбалук, рибите? Со мажот и Ирак се запознале како што било тогаш редот, преку стројник, по пионче од Ресен. Ама првиот пат младиот рибар од Каневчеви некако не и фатил око, како да подкуцнувал на едната нога. Ида попо со еден турчин, јас си пречекав, му бацив рака, влего ја натре, му пушти вино една чинија, шо имавме, шо дал Господ и почестив. И попо стана си ојде. Му пуштил телеграма, како да знаеш да дојш денек, да се видиме. Се видовме, дојде со Димитри Точко заедно Ирак. Јас не го бендисав првиот пат. Не го бендиса. Шо не ти се бендиса? Не ме бендиса некако, не знам, не ме бендиса. Уш еднуш дојде и реши се мажи за овдека. Така било писано. А како гледаше вака, шо не ти се бендиса, например? Како... Не ме бендиса, не знам, така не ме бендиса човеков. Како изгледат вака, каков е? Не ми се свиде некако како да беше вака, како да се валеше и јас реков не сум куца за куц да се мажам. А тој не беше куц, туку од влакоите што и тргале и така се валеше понекога. Се валкаше во одењето, не беше многу демек, ама така ми се виде нешто. Али било писано, ето втор пат дојдоја, тој рекол, ушенуш барем да ја видам. Дојдоја ушенуш со Димитри, јас излегов надвор, везех една боша, уште имам за спомен, белбес. И добар ден ми рекоја, добар ден. Ме испули тој убој, јас го испулив и ја реков на сестра, нека видите. Stoja, zada
Животот на Наде првите години по мажењето бил добар. Дома имало разбирачка, охрига ја ни ја прифатиле. Наскоро добиле и деца. Но иден настан ке смени се. Рибарска посла, знаеш како е. Уживевме убо, се родија 3 деца, првиот Филип, прву Добринка се роди ќерка ми. После Филип, после Јаки, 3 деца родив. 17 години живевме со мажот. Од срцето умре венчас, а панцас умре. Срцето го стегна, не знам што, пешчани беа со вакот. Фашчеа риби таму, дојде, раката му отркна. Бргу ојдовне, рече книшкава да ја потпиша на рибарница и таму падна, умре. Дојдовне кај Шорка, ништо умрен беше. И останав со 3 деца, и све крва. Тевер ми се жена, си се дели во друга куќа, ојде, бидејќи немавме овде место. Овдека беше тесно во куќава, да се жени и тој. Си се ојде со Кирија, ние останавме овде. Јас видов, не видов, кај да одам. Немавме имоти нешто. Имавме од мажот ми сиве алати мрежи, ова, она. Тога имаше со блинкерот риби и јас почнав да си одам на риби со син ми Филип. Дејна ношја фрлавме мрежи, мрејци, дејна одевме на блинкер. Фашавме риби многу. А колкав беше син ти тогаш? Син ми беше заврши 8 одделение заврши. Се уписа. Ќерка ми беше поголема. 1 година и 3 месеци. Таја заврши 8 клас. Тој за економски се записа. Не, таја се записа за гимназија, тој се записа за економски. А Јаким беше мал. 3-то одделение беше, умре мажот ми. Наде морала да се прилагоди на новата ситуација. Со најстариот син Филип или Фило почнале да ловат риби од 3 наутро до 7 вечер. И така 20 години. Јас одев со Филипа на блинкер, дејна и ношја со мрежи, дејна на блинкер. А како научи да ловиш? Знаев и со мажот ми одев, кој беше жив, му поможев. Знаев. Веслав. Сега имаме мотори, 3-4, тога немаше мотор. Одевме со веслајне. Од сабајде од 3 сатот, до вечер до 7, со веслајне, кој серва по веславне и пашчавне риби. Рибите кои ќе дојдевне на вечер, и носевне, девер ми беше во рибарница, работаше, ојде Скопје, со зет му отворија дуќан на Ангро железара, дојдо партизаниве, комунистиве, му го зедо дуќанот. Се врати назад. А дор беше тој Скопје, рибите ми земаше Ѓоре Дуко во Палас. Беа со мажот ми пријатели, таму и носевне. Јас ке одев со Кајчево, со детево, али Јаки мали Фило, во зимбилот рибите, 10 кила, 15, ки му однесевне на горета, тој работаше во Пала, шеф беше. И рибите ке и туреше во фрижидерите и ќе го питаше Фила, мајка ти трга рибите и трга, колку кила беа уку. Парите врат се му даваше на детево. Ако Фило нешто не беше тука, Јаки ми носеше рибите. Ако беше Фило негде на друго место на работа, Јаки ми носеше рибите. Јас со Кајчо ќе го подносех онде пред Палас. И така срце, години многу, 20 години, одев дејна и ношја на риби. Само тоа го работеше? Тоа работав. А другиве жени ловеа риби? Никој не одеше. Прво јас ојдов. Прва жена јас ојдов на риби. Мажите ја почитувале. Не и барале ни дозволи кои тогаш биле обврзни. Ништо што ќе реагираат. Может му беше мака фашав многу риби. Да? Имаше едно бродче. Во бродчето беше Наумче, Спиро и Круме. Тројца беа команданти во бродчето. Никогаш
не се добраја до мене. Али му беше жал, али му беше страм. Понекогаш ке не поздравеот братчето, јас, жена со дете, ловам риби на албанска граница дури оде. Ке ме поздравија сусу и бегаја од мене. Му беше може ти жал и страм. Мирко ќе дојдеше и Цветко беа колџи. Цветко ништо не велеше, малчеше кутриот. А Мирко ќе ми речеше, Наде, шо правиме со тебе? Јас ќе му речев, Мирко, дури имам мака, ќе одам. Кој ќе немам мака и дозвола да ми даеш, не ќе одам. А пред мене одеа сите на риби. А море адвокати, море чиновници, море рибариве и плата зема и одеа. Кој не одеше на риби, грабевме риби имаше. А јас, дојца жена со 3 деца, не ќе одам на риби. И јас одев секој ден, од сабајле, од 3 сато до 7, јас ќе бев овде. Дозволи, јас не земав дозволи никогаш. Само во неделя земав, зашто струшката контрола ќе дојдеше наша, ама не ме гонеше. Струшката контрола еден ден, ој ме сојаќ има, а дозвола зедов тој ден, неделя беше. И да струшката контрола и ми вели, имаш дозвола? Имам. Ми е грабна дозволата и си ојде. Остана без дозвола. И да Цветко и Мирко, имаш дозвола? Имам, реков, ми е грабна ја струшкава контрола ми е зеде. И тие поними, ојдоја му е зедо дозволата, ми е донесо в раце. Така беше. А инаку не ме гонеа нашиве колџи и милиција, никој не ме гонеше. Никогаш. Кој знае, али жал му беше, али страм му беше, али... Но многу ме уважаваја, многу бире. Чест ми праја, не знам зашто, како, мажот ми може беше добар, се носеше со сите, не знам. Најчудното во сето ова е што Нада никогаш не е учила да плива. Зашто не знаев и да пливам? Не? И да се удаев, не знам, не знаев да пливам. И ден денеска не знам, Рибарењето сепак не е била единствена обврска. Во дворот под Канео таа пречекувала туристи, како што вели отмени гости за кои подготвувала домашна храна, со кајче носела леп за печење на фурна, перела по цел ден боса во езерото. Многу убав живот, вели, ама мъчен. И така сум проживела многу мъчен живот, многу мъчен. Али пак берќат версан децава порастеа, ми се изучија. Со свекарвајмот кој умре маж ми 20 години живи со неа. После сиње 20 години живе со мене. Многу ме сакаше. Да, убаво живеев? Многу убаво живеевме, многу бире убаво, многу ме сакаше. Бог да ја прости, многу беше добра и ме сакаше многу. А девер ми беше делен, на друго место живеше. Јас со неја живеев. После 20 години умре таја по мажот ми. И така децата ево се изучија. Си се женаја, куќа направивме. Од рибите све? Што и берев парите од рибите. Децата изучив, куќава направивме. Све. А лето зима одеше секој ден? И лето и зима одев. И низ дома, низ куќа И дома и гости клавав, многу гости клавав во куќата стара. Ми идаја, не одев да чекам, ми идаја сами. Самите си идаја. Многу гости и многу бај луѓе клавав, од мене луѓе. А и по некој сакаја да јаде кај мене. Му правев, му готвев. Перев, леп меспев, лебој меспевме. 6-7 сомуни кај ставрета ки однесевме со кајче. Имав едно кајче, но помало, едно големо имавме за нариби и чун имавме и кајче за нариби што одевме. Со чун одевте нариби? Со чун мажот ми одеше, од ко почина тој, одевме ние со кајчето. А уште едно кајче купихме мало за лебот да го носиме. Сиве комши ке ме опитве кога го меси лебот, го месвевме сите заедно. Кој ќе го размествевме лебот, сите заедно, ќе го размесија и овде се чекавме сите во кајчето, ќе кладевме 6-7 шчици и ќе однесевме кај Ставрета онде фурнаџијана. Кај Ставре Марковски онде кај имавме на Сараиште фурна. И таму ќе го однесевме лебот. А за земајне лебот ќе и пуштевме децава. Филип, големиот син ми, Благовеста, Јаким, Наумче, порастени беа, некои деца ќе пуштевме, али пак ние ќе одевме, 1-2 жени ќе кревавме штиците и ќе донесевме лебојте, цела неделя леб ќе јадевме. По 6-7 сомнуни месвевме. Леб никогаш не купевме, сиве си месвевме дома жениме. Перевме, а ранија ќе кладевме. Корите имавме 2. Едното да периме, другото да клаваме плачкиве, кој ќе цедиш, кој ќе клаваш. Во 2 корита перевме,
Ако беше зима, подпеш одевме ондека да периме под камено. Зашто дуваше, немаше ки да перим. Подпеш, овде подпеш. Тука под каменот ќе кладевме ранијата и коритата, цел ден ќе перевме свекрваме и кој ќе и жулеше плачките и жулевме, кој ќе дојдеше за плавење, ќе ми речеше, наде, јас капнав, ќе легнам горе, оди ти сега плави. Ја цел ден боса ќе плаве плачките во езерово. Цел ден до вечер, на 3 недели се слеквевме. 3 пата ќе се слеквевме и еден ден, цел ден ќе перевме плачките. Имавме плачки за преслеквење, има ја све. И така по цел ден ќе плавев до вечерта. Нодзеве, оукавај, потечени црвени од вода. Имавме, и мажот ми имаше чизми. А ако чизмиве му инаква сев, имаше и вал кој ќе перев некогаш. Ќе ме караше, зашто вечерта тој требаше на риби дојд. А нема други. Сега имаме и јас, имам и сиве деца, име чизми. И купвиме. И тога, боса цел ден ќе плавев, вечерта и јас капната, леле мила мајко, плачките цела неделя, ако врнеше, ќе соја по телојве. Немаше кај да сушиме. Ни печка имавме ко сега лепа кикла и потреа горе на балконом, на печка ќе испај, тако не се допами. Тога по цела неделя ќе седеја по дворовиве плачките. Одвај ќе се испаја на ошчо ќе ипаевме на оглишето на главните и така срце. Јазикот на кој што зборува Наде е живописен, сочен. И низ овие извадоци за некого може да има непознати зборови. Спомнатата аранија, например, во која што переле, е бакарен котел. Жулење е триење на лиштата, со сапун или со пепел. Коджиите кои ја застанувале кога ловела се чувари на езерото, контролори. Сепак, охридскиот дијалект таа на почетокот тешко го совладувала. Ќе речев ортома, ќе се насмеа. Овде викале ортома. Ќе речев стис, тие ќе се насмеа, джис викале. И така јас клавав дикат. Надо бев клавав, ама трои сум дикатчија, клавам дикат. И така сфатив, како зборве тие и јас така зборам. Го менав зборот одресен. А пак се мажев, мајка ми велеше, одавде све да заборај, што ќе прави таму, што ќе чине таму, така да прави. И така прави. Во разговорот со Наде, Ана забележала и неколку рецепти за подготовка на риба, ѓомлезе и домашна алга. Еве како се прави манџа со риба и кромит. Рибата летница ќе ја земиш, ќе ја расцепиш, ќе ја исечиш на парчиња големи, ќе здробиш кромит. Свекрва ми понекогаш и малку прас ќе клаеше за полезета е. И пиперка црвена ќе здробиш. Ќе го испржиш убо кромитчето. Ќе му туриш малку вода, македанче, макдонос ќе му фрлиш и запршка. И ќе ја пикневме под сач. Леле кој ќе ја изваевме, прсти да скиниш. Да јаеш, прсти да киниш. Со тиган со рачки на огниште и тиганот на сред софра ќе го клаја и сите макај од тиганот од манџата. Многу лезати, многу.
интервјуто од 2004 баба Наде често го спомнува својот внук кој го носи името на деда си, Ирак, син на незиниот Филип. Дури и кога имала 70 на години, тој ја земал на риба со себе. И сега пред 5-6 години Ире ме земаше внук ми да фрлиме мрежи. Секој ден одева. И ношија ме земаше. Ај, нане, ќе дојш ке ми поможеш, јас ќе везев кајче, ќе му поможам. Една вечер ме зеде она му, кај присовјанине, она му, лавино потака, кај присовјанине. Леле, имаше мрежи фрлено. Еден ветер север дуваше, јас никогаш не ме болеле рацеве, не ми студело толку. Јас возам ветрот назад не вращат. Јас возам ветрот, тој берит мрежите. Леле му вела, Мире, фашча и веслава, многу ми студи срце, многу. Ми отрпна рацеве од студ. Тој со едното весло го фати и со другого јас возам и бериме мреживе, едно кошаре преполно риби собравне од мрежите. И донесовме овдека. А овие маживе сиве, син ми беше со другари, фрли мрежи оному и мрежите ни најде, не фати риби и мрежите ни најде. А ние едно кошаре риби фативне со Ирета, преполно. Ко дојдоа се почудија. Ние рече и мрежите изгубивне, ни риба, ни мрежи, а вие рече на табла риби. Така. Ова лето Ана го најде Ирак и ги сними и неговите спомени за баба си, која починала во 2011. И за начинот на кој животот се променил од нејзино време во идиличниот залив под Канеа. Та беше легенда со сите и се држеше и муавет имаше, кафе, локумче, све джек беше. Многу шармантна жена, Да, стварно. да. И ја љубеа сите беше Сите. зато А ти... Посебно. Посебно, да. така. А ти цело време во интервјуто тебе те спомнеше, Ирак... На 2-3 пати да ми имат и со внук ми кајше и едно друго. Те спомнеше често. Море до душе сите ги имаше таа. Памтеше многу, сите ги имаше спомнато, али и мене на 2-3 пати така е. Тој ја продолжува традицијата на пречекување гости во дворот на семејната куќа и готвење за нив. Иако начинот на спремање може да е различен, рецептите се истите. Добро, го преземавме од стариве, за рибиве, значи со порано и чадеа. Чадеа, на скара, на кјумур, така беше. Сега, ево види со плотниве сме поиќе, фритези, све, али сепак горе-долу се трудиме да биде истиот рецепт. Истиот рецепт да е. И ги, значи рибата, едно е најбитно за рибата, се знае. Најбитно е кога ќе ја фатиш или да ти ја донесе, кога ќе ја купиш, одма да се исчисти, да се изгуши, да се расцепи рибата и така да се дади или во фрижидер, ама да биде чисто вака спремена, дотерана, изчистена, изгушена све. И тога е многу тазе и добра за јадење све. А иначе, ако фатиш риба, па та ти остои пола ден, па ја замрзниш цела, како што прават 80%, можам да кажам, не е тото. И тогаш замирисува од цревата, од све. А вака изчистена, дотерана и тазе фатена, како да ја направиш, и ако си мајстор добар, како што ми е сега сопруга, можам да кажам, исто та го презеде занаетот, исто добро готви многу, за риба е... Која учеше нејзе? Мајкава и баба. Да, мислам, баба беше овде, заедно живеевме и гледаше од неа, нормално. Браво, од баба ми. Ирак има 3 керки – Марина, Ангела и Елена. Сите се одлични пливачи, но средната Ангела изгледа ќе ја наследе баба си во познавањето на езерото. Наследник, можам да речем, на баба ми наследник ми е таа. Исто добар пливаче, добар веслаче. Браво. Познавател е на езерово многу и викам, ми се љутит мало, али и викам, ти сакам хидробиолошки завод да ми работиш. Не е лошо. Затоа што е вистина добра и мислам дека знае имат од многу повеќе овде што се мештани и други машки, можам да речем. Па ево една случаја ќе кажем, овдека и дадов и та едно мало плашичарниче така, едно 3-4 метра и та го фалила околу брегов, околу цимента. Овде околу цимента многу змии имат. Овде е водни. И са бајлето кој да бери креват, шо бе, 5 плашици, 200 змии зборото, 20 змии имаше. Абе, тато, ти мене плашичарник или змијарник ми даде, вика да фара. И така, и комшивија знае како мала, интересна е. Многу важно за еден рибар е да ги знае природните процеси.
Кога дува, од каде дува? Кога се облачи, дали ќе врне, дали ќе фати невреме? Во времето на Наде, луѓето главно се подпирале на сопственото искуство. Кажи ми еден ден вака на риби кога ќе тргнеш, како ти изгледат ден? Влегвиш в кајче и... Ќе се ополјат прво во галичица. Да. Ако имат облак згора, ќе вејт. Ако немат, ако е чиста галичица, јас тргав на риби со детево. Одев. Ако имаше облак, ако се наоблачеше, јас ќе му речев на детево. Веслава ќе ти пуштам. Ако не ги береш блинкерите, ќе фатив невреме. Знаев за невремето. Невремето знаев кој ќе фатеше, зашто, како што кажеше мажот ми сиве. И јас фатив за време, како ќе ешоке. И ќе видеше, не ќе видеше, ќе и береше блинкерите и бргу ќе бегавне од невреме. Денес генерацијата на Ирак може да ја види прогнозата на интернет, но се уште добро ги познава различните видови ветер и ги чита знаците на небото. Вака, сега со интернетов е многу полесно. И апликации имат многу јаки, што гледаме сега и на него нормално. 3 дена, 4 до 5, 4-5 дена можеме унапред да видиме, ама за ден-два остана истите. Ако има на галичица облак, ако е горе над галичица е за ветер. Ако е под облакот под галичица, под планината, тога е за дожд. Тука се тие не со 100%, со 1000% за ден-два. Значи тие мора да ги гледаш. Да знаеш да види не на ден или облак, на облака кој идат голем низок, ќе фати то на страшно невреме за тоа што е кратко сметање, што го викаме за 15-20 минути. Тие се стандардни. После што викавме, добро, од јамата ако дуват западен ветер, ако темни нормално идат. Тие си останаа, ама викам поле таја ги слушаш хрватски вести многу, ден за ден, зашто хрвативе кога ќе реча за ден-два идеше кај нас. А иначе сега со интернет пак реков можеш да видиш 3-4 дена унапред. Али овие локални што си ги гледаме, тие ни се пак броједен. Па имат ветер, југот најопасен за нас овдека. Тој знај до 3 метра, значи до куќиве све да поплави. Стрмецот западен ветер, стрмец го викаме. Источен, сточан. Северен, север. Ова што ти реков на облак што ида тоа и сметање, тоа е наеднаш од сите страни се прави. Беличник, тоа е овај северен, али голем, со големи бранови, тие се горе-долу, ова е главниве ветрови што се. Ирак ни откри уште нешто. Никој на старост не ја викал Наде баба, туку Нане. Жена која имала љубов за сите. Не баба Нада, него Нане ја викавме сите и немаше човек, значи и стари, и млади, кој да беше Нане. Бабо не ја викаја, бабо ја за неја бабо не рече, некој све Нане ја викаја. Така остана и внуциве, ние, и кога ќе дојдеше друг, кога ќе видеше како викаја Нане и тие, Нане како е. Пак, кога се роди Малечково, најмалечково, викаше ми, јас сум Нана Стара. Нана Стара, Нана Стара и така. Во секој случај, јас сакаја сите и ги сакаше сите. Таја, значи, не делеше. Имаше љубов према сите подеднакво. Дали овие моиве внуци, дали јас како внук, дали други, подеднакво имаше љубов за сите. Можеше све вака да подели еднакво, можам да кажам, алал да е за тоа. Алал да е, истина. Така. Ево виж, после толку време пак да зборуваме за неа, тоа е многу јако, интересно. Да, значи оставила печеток, оставила со своите дела, што викаме, борец жена беше. Ако сакате да го посетите домот на баба Наде, тој се уште е таму, под Канеа. Дотаму може да ве донесе катамаранот на Ирак, Ангела М. Како отмени гости ќе бидете пречекани со старите рецепти и со звукот на брановите. Јас сум Милина Јакимовска. Разговорите со Наде и со незиниот внук Ирак ги направи Ана Шталковска-Гетановска. Аудиомонтажа Бојан Угриновски. За фотографии и целосен транскрипт посетете го нашиот сајт običnilugje.mk. Се гледаме следното лето под Канеа.